20 часот, термин за централното издание на Дневникот на Канал Плюс телевизија. Добро вечер, следуваат содржините кои што го одбележаат денешниот ден. Во Турција уапсени македонски државјани планирале заминување на боиштата во Сирија како дел од исламистичката држава. Осомничените се од Куманово и Скопје на возраст од 18, 19, 20, 21 и 24 години. Со 50.000 евра општина Штип ќе го реконструира објектот на некогашната детска амбасада, кој се наоѓа во непосредна близина на црквата Свети Илија. Започна активностите околу расчистувањето во и околу објектот. Ново откриени темели на четвртата црква на Истарот Свети Власии може би го кријат одговорот на прашањето дали по откривањето на легендарниот тунел кој водел до река Брегалница ќе се потврди легендата дека пајонските кралеви биле кронисувани во истата река, тогаш наречена Астиго. Министерството за внатрешни работи денес ги произнесе деталите во рамки на акцијата Келија 3. Во Турција уапсени македонски државјани планирале заминување на боиштата во Сирија како дел од исламистичката држава. 5 македонски државјани осомничени за членство во исламска држава на 12 август биле уапсени во турската населба Аксарај, каде се собирале и организирале джихадистите и од тука планирале да заминат на боиштата во Сирија. Министерот за внатрешни работи Митко Чавков денес ги соопшти деталите во рамки на акцијата Келија 3. Во текот на акцијата при обид за бегство, 2 од лицата се здобиле со тешки телесни повреди. По приведувањето осомничените биле однесени во прифатниот центар за странци во Истанбул. Акцијата била спроведена од страна на турската полиција. Македонските државјани се на возраст од 18, 19, 20, 21 и 24 години. Тројца се од Куманово и 2 од Скопје. Според сознанијата на полицијата, лицата биле претходно поттикнати и организирани од македонски државјани джихадисти, кои подолг период престојувале во Сирија, а осомничените заминале за Турција со единствена крајна цел приклучување кон муџахединските единици во Сирија, појасни Чавков. По преземените активности и документирањето на настанот, осомничените се вратени во Македонија и против нив е поднесена кривична пријава поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело, учествувал во странска војска, полиција, паравоени или параполициски формации. Од страна на судија на претходна постапка на сите 5 пријавени лица определена им е мерка притвор. Министерот Чавков информираше дека за 23 лица македонски државјани се води кривична постапка, околу 25 македонски државјани се загинати, а околу 50 лица се уште се на боиштата во Сирија и Ирак. Тој нагласи дека овие бројки не се конечни и постојано варираат. Продолжуваме со настаните на истокот. Низа проекти реализираше општина Пробишти во текот на летниот период. Во делот на инфраструктурата, општината инвестираше во изградба на нови паркинг места во градот. Со овој проект пробиштипјани полека го надминуваат проблемот со паркирањето на автомобилите во централното градско подрачје. Пробишти полека го надминува проблемот со паркирањето на автомобилите. Уште еден паркинг простор добија пробиштипските возачи со капацитет за повеќе од 20 возила. Општината, иако е една меѓу помалите на истокот, според нејзината урбанистичка проекција, има оставено повеќе локации за паркинг простори изминатиот период, направи неколку интервенции во делот на нови паркинг места. На површина од околу 560 метри квадратни, ќе асфалтираме простор каде што ќе се паркираат нешто повеќе од 20 возила, бидејќи ова е еден од најфреквентните делови од градот и ние како локална самоуправа го искористивме овој простор да помогнеме на сите оние кои што се движат во овој дел и немаат каде да ги паркираат своите автомобили, да имаат еден простор каде што ќе биде место за паркирање. Вредноста на овој проект изнесува 1 милион динари. Општината веќе има склучено договор со Светска банка и очекува да биде одобрен проектот, односно да биде распишан тендерот за изградба на паркинг простор на помошниот плоштад на површина од 650 метри квадратни. Едната половина кај старата општина ќе биде за паркинг простор на повеќе од 25 места. Во моментов општина Пробиштип нема потреба од одредување на платен паркинг простор, бидејќи во централното градско подрачје има сосема доволно паркинг места.
Со 50.000 евра општина Штип ќе го реконструира објектот на некогашната детска амбасада, кој се наоѓа во непосредна близина на црквата Свети Илија и веќе 10 години е под ингеренција на Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев. Активностите околу расчистувањето во и околу објектот ги започнаа денес вработените во јавното претпријатие ИСАР. Од простор кој со децении наназад бил место каде се користеле наркотични средства, објектот на некогашната детска амбасада Меѓаши, што се наоѓа во непосредна близина на црквата Свети Илија, ќе добие нов изглед. Со одлука на владата на Република Македонија од пред 10 години, овој објект е доделен на Националната установа Универзитетска библиотека Гоце Делчев, а во периодот кој следува комплетно ќе се реконструира и пренамени. Благодарение на општината, на градоначалникот и на јавните претпријатија, сега се врши комплетна реконструкција на истиот, така што по изведувањето на градежните работи, библиотеката согласно Законот за библиотеки и Законот за култура ќе го отвори овој објект за сите креативни неформални групи кои што делуваат на подрачјето на општините Штип и Карвинци и секако ќе биде отворен за сите здруженија на граѓани и фондации кои што действуваат во областа на културата, литературата, уметноста и едукацијата. Активностите ги започнаа вработените во јавното претпријатие ИСАР при работната единица комунална хигиена, кои започнаа со расчистување на сметот од просториите на детската амбасада, што се собирал со текот на годините, но и со уредување на дворното место. Средуваме комплетно паркот околу самата просторија и чистиме самата просторија која беше полна со земја, со шут, со разноразни предмети. Ние како јавна претпријатие сме должни да се грижиме секаде за земјата чистота, да се грижиме за парковите зеленилото, така за многу кратко време ќе осредиме овој простор. Откако ќе се исчистат просториите, ќе се започне со нивно уредување, односно поставување на столаријата. За реализација на овој објект, кој е уште еден проект на општина Штип, средствата се обезбедени од буџетот на општината. Со овие средства ќе биде уредена внатрешноста на самиот објект, ќе имаме комплетна промена на ПВЦ столаријата, подови, прозорци, врати, исто така објектот од надворешната страна ќе биде уреден. Планирано е средување и на оној меѓупростор помеѓу црквата Свети Илија и самиот објект. Ќе имаме тука бехатон, паркови содржини и други, како и обнова на самиот пристапен пат и поставување на ограда со што би се заштитило овој објект од понатамошно руинирање. Ристов истакна дека реконструкцијата на некогашната детска амбасада ќе чини околу 50.000 евра. Штипската тврдина ИСАР е единствен пример каде со текот на годините со археолошките истражувања се докажуваат легендите. Дали подкривањето на легендарниот тунел кој водел до река Брегалница, наскоро штипските археолози ќе потврдат и легендата дека пајонските кралеви биле кронисувани во истата река, тогаш наречена Стибо. Се очекува тоа да се открие со работата на локалитетот кај новооткриените темели на четвртата црква на ИСАРот Свети Власиј. Откако пред 5 години во подножјето на Штипската тврдина ИСАР беа откриени темелите на црквата Свети Власиј, која според археолозите потекнува од 4 век и која е четвртата црква што го прави крстот над градот Штип, со почетокот на работите на оваа локација се очекува да се побие уште еден мит, уште една штипска легенда, дека пајонските кралеви биле кронисувани токму во оваа црква, која се наоѓа во непосредна близина на река Брегалница, некогаш нарекувана Стибо. Можеме да кажеме дека можеби сме на пат да откриеме едно од главните светилишта каде што се кронисувале пајонските кралеви, бидејќи ова локација северозападното подградие на тврдината ИСАР е едно од главните места каде што досегашните истражувања потврдуваат многу работи. Да речеме, тука се најде средновековната црква Свети Власије, под неа темелите на еден римски храм, во претходните истражувања најдовме голем број на садова керамика, односно со веслоп украсување кое што е од 4-тиот и 3-тиот век, така да со сигурност можеме да кажеме дека ова е светилиште каде што трае многу одамна, па можеби е и делот каде што се кронисувале пајонските кралеви. Штериов истакна дека со претходните истражувања успеале да докажат дека тврдината ИСАР е една од ретките каде се докажуваат легендите, како онаа за тунелот кој водел до река Брегалница. Станува збор за средновековен тунел од врвот на ИСАРот до подножјето, преку кој тогашните жители с Кришу, турската војска, се симнувале и полнеле вода од Брегалница. Во легендата се зборуваше дека тунелот бил откриен откако виделе како шатки излегувале од тунелот. Останува да се докаже дека црквата Свети Власиј е истото светилиште спомнувано уште во 3-тиот век. 2008-2011 година овде се изведуваше археолошка
акција каде што резултираше со откривање на црквата Свети Власие, која што исто така една од спомнуваните цркви на Исерот, каде што постоеле 4, па досега ние ги откривме, односно се знаат сите 4. Останатите 3 цркви се Свети Архангел Михаил, Свети Јован и уште една еднокоробна црква на Акрополот од Исерот, на која исто така се откриени само темелите. Се уште не се знае како се викала оваа црква, но со оглед на фактот дека традиционално во Штип се одржува манифестацијата Четрсе, се предпоставува дека се викала Свети 40 маченици. Заедно со новооткриените, поставеноста на сите 4 цркви формираат крст, кој исто така беше уште една легенда, крстот цркви, заштитник на Штип. Денес во село Двориште Беровско беше пуштена во употреба реконструираната амбуланта, за која што средствата во висина од околу 30.000 евра беа обезбедени од програмата Гранд помош за поддршка на мали и средни проекти, основана од владата на Јапонија. Објектот беше оштетен од поплавите во 2015 година. Денеска сме тука за да ја отвориме, да ја пуштиме во работа амбулантата во село Двориште, која настрада во поплавите во 2015 година и беше неупотреблива. Ова беше една руинирана зграда, каде што не можеше да се пружа здравствена заштита на населението, каде ова население од село Двориште негде брои 900 жители и за голема изненадување овде нема миграција. Значи, во последните години нема ни еден жител иселен. Многу ми е миро, што Јапонија имаше можности да помогне на овој начин, кај што најмногу треба помош. Да. Исто така, Марко, ќе додадам дека сега јапонска влада ќе даде околу 120.000 евра за поправите во Скопје. Да, во изминатиот период владата на Република Македонија и Министерството за здравство презема пакет мерки за подобрување на здравствениот систем како во урбаните средини, така и во руралните средини. За нашата општина Берово, конкретно за населеното место Двориште, оваа зграда значи многу, од причини што Двориште е оддалечено неколку километри од општина Берово, од здравствениот дом во општина Берово, па тоа ќе значи дека првично тука ќе биде пружана првата помош на лицата на кои што им е потребна здравствена заштита. Јас би сакала да упатам голема благодарност до јапонската влада, која што не само овој пат, туку ни донираше неколку пати во повеќе здравствени установи во Република Македонија. Тука се јапонските комбиња кои што скоро сите здравствени институции во Источна Македонија се опремени и со тоа им овозможуваме на пациентите брзо и навремено пренесување во соодветниот центар на поголемите клиники во Република Македонија. Така, најпрво не можем да го сокрием огромното задоволство од овој објект, каде што ќе функционираме во едни прекрасни стандардни услови, инаку јас како лекар од општа пракса ќе обавувам примарна здравствена заштита на населението во трајање од 8 часа, додека сестрата која што живее овде во ова село ќе биде постојано на повик и сигурно по потреба на располагање сум на мештаните од село Двориште 24 часа. Низ за настани и културни манифестации се реализираа денес во Берово. Во бизнис инкубаторот се спроведе дел од проектот креирање на европска мрежа од биорегиони за постигнување на територијална одбрана, финансиран со средства од Европската унија. А во 14 часот во Берово, во местноста Беровско езеро, беше поставен камен темелник на нов верски храм посветен на Свети Пантелеимон, чиј дарител е Благој Механџиски, по потекло од Малешевијата, кој е еден од најголемите македонски донатори и хуманисти. Вечерва продолжува манифестацијата Етно плоштад фестивал, организиран од општина Берово, со настап на Горан Алачки, Владко Лозановски, како и мегазвездата Северина. Околу
1500 граѓани вчера вечер на градскиот плоштад во Македонска каменица присуствуваа на отварањето на 3-дневниот музички спектакл кој се одржува во рамки на каменичкото културно лето. Настан кој започна со концерт на балканскиот фолк класик Мирослав Илиќ ќе продолжи денеска со настап на македонските фолк и поп звезди, а ќе кулминира утре кога каменица го одбележува денот на градот со концерт на балканската звезда Светлана Ражнатовиќ. Над 1500 граѓани на градскиот плоштад во Македонска каменица присуствуваа на отворањето на каменичкото културно лето, каде во рамки на првата вечер од 3-дневното балканско музичко шоу концерт за паметење одржа фолк класикот Мирослав Илиќ. Ja Makedoniju inače poznajem kao svoj dlan, ali u Kamenici nisam bio do sad nikad. Baš mi je drago da sam konačno i u Kamenici. 45 godina se bavim ovim zanatom, ima ih dovoljno, tako da ovih zadnjih godina nešto naročito nisam ni bio aktivan što se novih pesama tiče. Ima toliko tih starih koje ljudi vole da čuju, dok njih ispevam, još me niko nije pitao je li ima nešto novo. Вториот дел од програмата на каменичкото културно лето продолжува денес со настап на македонски фолк и поп звезди, додека манифестацијата ќе биде затворена утре кога општината го одбележува денот на градот со спектакуларен концерт на балканската мега звезда Светлана Ражнатовиќ. Сите средства за организирање на 3-дневното балканско музичко шоу во рамки на каменичкото културно лето се обезбедени преку спонзорство со минимален дел учество на општината Македонска каменица. Огромно е задоволството заради тоа што и оваа година рудникот Сасе е наш најголем покровител, покрај тоа што во сите моменти кога е потребно помагаме и во подрачките кои сте зафанени со некои елементарни непогоди, еве знаеме дека и кога е потребно за граѓаните од нашите општини да организираме некаков настан. За мене е огромно задоволството заради тоа што во овој период кога граѓаните очекуваат овако нешто, ние го организираме, а тие немаат можност да посетат една ваква манифестација во поголемите градови. 3-дневната манифестација, според градоначалникот на Македонска каменица, ќе биде одлична прилика за добра заработка на угостителите, кои годинава изразија голем интерес за поставување на своји штандови. Огромен интерес од угостителите од Македонска каменица за поставување на нивни штандови, што говори дека и претходните години оствариле добра добивка. Се надеваме дека ќе помине се во најдобар ред. Голема благодарност покрај спонзорите и на сите други институции кои што ја подпомагаат ова манифестација, како што е МВР, нашиот културно-информативниот центар, здравниот дом и сите оние кои што се вклучени. Инаку за неделниот музички спектакл општината очекува од 25 до 30.000 посетители, најголем дел гости од регионот, но и од соседна Република Бугарија. Ликовен перформанс Дивот на летото се одржа во Кочани како дел од втората етапа на манифестацијата Топол културен бранд 2016. Вечерва се одржува фолклорен концерт, а во среда камерен концерт, со што и завршува манифестацијата. На платото пред Центарот за култура Бели Мугри во Окочани се одржа ликовен перформанс со наслов Дивот на летото. 9 членови на школата за цртање и сликање при Бели Мугри, Каролина Николова, Љупка Коцева, Ангела Ајтовска, Ангела Иванова, Јована Иванова, Павел Николов, Бранко Манчев, Ива Атанасова и Пандора Манева, инспирирани од летото, твореа во техниката сув пастел. Јас сум член во училиштето за цртање и сликање, но го завршив овде школувањето во гимназијата Љупчо Сантов и понатаму ќе го продолжам моето школување на приватниот универзитет ФОН како моден дизајнер. Не ми е прв пат да учествувам на ваков перформанс, имам учествувано и досега, но за прв пат ќе работиме со оваа техника, пастел. Според магистар Александра Димитрова, раководител на школата за цртање и сликање, младите уметници создадоа интересни дела кои наскоро ќе бидат изложени пред кочанската јавност. Техниката и темата која што работиме, насловена с Дивот на летото, е за прв пат пред кочанската публика. Значи, техниката е пастел на хартија, каде што дава еден подруг третман и подруг начин и пристап во творењето, во изразувањето на емоциите. Ликовниот перформанс с Дивот на летото е настан од втората етапа на манифестацијата Топол културен бран. Вечерва со почеток во 20 часот на летната сцена на Центарот за култура Бели Мугри ќе се одржи фолклорен концерт, на кој ќе настапат групи и фолклорни состави од Кочани и Кочанско. В среда на 31 август во концертната сала на музичкото училиште Ристо Јуруков
ќе се одржи камерен концерт на Александра Коцева и Глигор Гелевешев. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов по повод големиот христијански празник Успение на Пресвета Богородица упати честитка до поглаварот на Македонската православна црква, Охридска архиепископија, архиепископот Охридски македонски господин Стефан и до сите верници од православна вероисповед. Одбележувајќи го овој празник ги чествуваме и љубовта, мудроста и скромноста. Овој ден е потсетник за големината на мајката на Господ Исус Христос, но и улогата на жената во семејството и во општеството. Ликот на светицата најчесто се поврзува со страдање и тага, но она што ја велича Богородица е незината верба, трпение, скромност и љубов кон Бога и кон ближниот свој, стои во честитката. Успението на Пресвета Богородица е свидоштво за победата на понизноста над горделивоста, сигурноста над стравот и себедавањето над егоизмот. Водени од овие христијански вредности, сочувствувајќи со настраданите од неодамнешните поплави, ве повикувам да бидеме солидарни, хумани и да дадеме помош на оние на кои им е најпотребна. Празникот на Мајката Божја во земјава се прославува и како празник на спасението, грижата и довербата. Овој ден не учи дека разделбата може да значи и соединување, а грижата за послабите и немокните наши исправување и просветлување на умот и срцето, мотив за извршување добри дела. Делото на Пресвета Богородица е вкоренето во нашата традиција и верување, а нејзиното успение е символ на возвишувањето и вербата во милоста, човечноста и благодатот, нагласува председателот. Во пресред на големиот празник Успение на Пресвета Богородица, повеќе од 40 години жителите на штипската приградска населба Балканска на денешен ден имаат слава. Имено во оваа населба пред 40 години изградена е истоимена црква каде според мештаните на голем број верници им се оствариле молитвите. Пред повеќе од 40 години, откако му се појавило насон, сега веќе починатиот жител на населбата Балканска Димо Димков ја изградил црквата Успение на Пресвета Богородица. Неговиот внук Димче Димков за Канал Плюс телевизија истакна дека во изминатиот период на голем број верници кои доаѓале да се помолат во црквата, молбите им се остварувале. Црквата е изградена повеќе од 40 години од мојот покоен дедо Димков Димот, кој што му се сонувало и до тогаш до ден денес се слави Богородица и Света Петка и народот има многу најдено лек од овие цркви кои што нема дечиња. Народот си добива крштевки, венчевки, се собираме секоја година и ги поканувам сите верници вечер да дојдат на богослужба кој има свештеник да присуствуваат за здравје, а и продолжува и утре од сабале со литургија, ќе има и панегии, ќе има и за светена вода. Откако е изградена црквата па до денес, односно на денешен ден, жителите на населбата имаат слава за која подготвуваат посен граф. Вие сте одговорен за посното графче, вечерва што ќе се јади? Да, јас лично со помошните тука со персонал и граф е чисто посен, нема ни зајтин ни ништо, само граф, пиперки, морковче малку и магдановче. Вечер ќе има и музика, така да кој сака и кој пожелува нека повеле, нека проба да виде и јадењето и црквите да ги виде. Освен жителите на населбата Балканска, денес и утре црквата ја посетуваат и верници од останатите населби, но и општини во регионот. 30 години веќе има што се слави Вајден, на Вајден на 27, заслугата и на 28 на денот се слави. Доаѓаат жителите овде од населбата, но и од другите места. Има народ доваѓа, дури од Каменица, од Берово, од секаде доваѓаат. Кој што знае за манастирот, секој си доваѓа. Славата по повод празникот Успение на Пресвета Богородица продолжува и утре, а од Кирчо Андонов дознаваме дека за присутните ќе подготват јагнешко месо. Имаме курбанче јагне, тука од комшиите донирано со компири, јаничка ќе биде, така да утре е мрсно и јадењето. Празникот Успение на Пресвета Богородица го слави успението, воскресението и прославувањето на Пресвета Богородица и незиното преселување во Божјото царство.
Во Италија е ден на жалост. Земјата жали под 284 жртви на земјотресот кој во средата го погоди централниот дел на земјата. Меѓу загинатите има 21 дете. Во оваа природна катастрофа повредени се повеќе стотици лица, а најмалку 2500 останале без покрив на главата. Во градот Асколи се одржува државен погреб и комеморација за дел од жртвите, на кој присуствува и италијанскиот премиер Матео Ренци и председателот Серџо Матарила. Потрагата по преживеани продолжува, иако од четвртокот не е најден ниту еден кој успеал да ја преживее оваа катастрофа. Градоначалникот на Аматриче изјави дека се исчезнати уште најмалку 15 лица, но нема потврда од цивилната заштита. Ќе продолжиме да бараме и да копаме се додека не бидеме сигурни дека подур на тините нема никој, изјави Луиджи Ди Анджело, локален функционер од цивилната заштита. Најдобар однос меѓу просечната плата и потрошувачката кошничка во земјите од регионот има во Романија, се наведува во анализата на Српски блиц. Според тој критериум, за Романија е Хрватска, па Унгарија, Србија, Македонија, Словенија, Црна Гора, Бугарија и последна е Босна и Херцеговина. Во Романија платата покрива речиси 2 потрошувачки кошнички, односно 1:8, во Хрватска тој сооднос е 1:60, а во Македонија 1:36, додека во Босна и Херцеговина 0:90. Според висината на платата на врвот се словенците, втори унгарците, а трети хрватите, но според авторите на анализата, најреална слика би било онаа направена врз основа на индексот на квалитет на живот, кој предвид ги зема не само стандардните показатели на начинот и квалитет на живот, бруто домашниот производ, платата, трошоци, туку и работи како што се здравството, домување, образование и политичка слобода. Според тој индекс најдобар е живот во Словенија, а по неја следуваат Хрватска, Унгарија, Србија, Романија, Бугарија, Црна Гора, Македонија и Босна и Херцеговина. Повеќе од 40 рудари се уапсени во Боливија за убиството на заменик министерот за внатрешни работи Родолфо Илњес, кој беше претепан до смрт за време на рударските протести. Главниот обвинител Рамиро Гереро изјави дека 5 од уапсените се обвинети за директно учество во убиството. Меѓу нив е Карлос Мамани, председател на Националната федерација на рударски задруги. Илњес пристигнал во градчето Пандуро на 165 км југоисточно од Ла Пас, пошто бил киднапиран од рударите по обид да ги убеди да започнат преговори. Боливиските рудари во четвртокот го киднапираа и 7 часа го тепале заменик министерот. Извештајот од аутопсијата покажува дека тој бил мачен 6 до 7 часа, за време на кој претрпел тешки повреди по целото тело, фрактура на череп и скршени повеќе ребра. Рударите организирани во независни задруги поставија улични блокади во знак на протест против законот кој би дозволил нивните членови да учествуваат во синдикати. Националната федерација на рударски задруги представува околу 10.000 рудари од 900 задруги и ја отфрла можноста за синдикално влијание во рударскиот сектор. Председателот Ево Моралес прогласи 3 дена жалост поради смртта на заменик министерот. Од почетокот на протестите загинаа и 3 рудари. По освојувањето на бронзениот медал на Европското првенство во карате, кое се одржа во мај во Франција, најдобриот каратист Емил Павлов ги започна подготовките за светското првенство во карате, кое ќе се одржи во октомври во Линц, Австрија. Предходно Павлов ќе се надпреварува и во светската карате премиер лига во Истанбул, Турција. Почна подготовките за светското првенство кое ќе се одржи во Австрија, Линц од 25 до 30 октомври, после Европското првенство кој се одржа во мај, го освоив бронзениот медал, со тоа остварив едната цел, моја друга цел за ова година и медал во светското првенство. После кратката пауза одма започнав со подготовките за ова светско првенство. Пред светското првенство ме очекува 2 испитни турнири. Најпрво сега на почетокот на месец септември, 3 и 4 септември ќе настапам на светската карате премиер лига во Истанбул, потоа и на светската карате премиер лига која ќе се одржи во Хамбург, Германија. Се надевам дека ќе успешно ќе ги завршам овие подготовки, ќе имам добар настап на светското првенство и се надевам дека ќе успеам да го освоим и тој медал кој досега ми недостасува само медал од светско првенство. Емил Павлов беше единствениот каратист од Македонија кој се закити со бронзен медал на Европското првенство, кое се одржа во мај оваа година во Монпеле, Франција.
Ракометарот Наумче Мојсовски на чекор да го реши прашањето за својата иднина. Следната сезона најверојатно ќе се врати во Катар во Лаквија. Договор е постигнат, но се уште нема Мојсовски ставено подпис, а македонскиот интернационалец изјави дека е завршена работата. Се враќам во Катар во клубот каде што играв кога заминав од Металург. Договорен е 1 годишен договор, но го немам подпишено, изјави Мојсовски. Пред 2 сезони Мојсовски во Лаквија играше заедно со Ренато Вугринец, но во Катар ќе игра со поранешниот соиграч од Металург. Мојсовски во Лаквија ќе игра заедно со Исам Теш и поранешниот соиграч од Металург Дарко Станич. Македонскиот ракометар минатата сезона ја побина во романскиот Букурешт. Ова беа сите вести подготвени за централниот дневник на Канал Плюс телевизија. Довидување до 23 часот.